Ало, мило, беше много драго, но беше и тажно. За мене е важно нито едно дете да не биде тажно. Па го праша, зошто си тажно, детеле моje мило? Тоа мене ми вели, не е важно. Ма како не е важно? Зарем дете треба да биде тажно, па си велам. Сигурно не го доби подарокот што ти го испрати. А тоа дете ми вели, ова година весел Деда Мразу, јас не сакам подарок за мене, сакам за мама и тата. Се зачудив јас. Како е можно дете да не сака подарок за него, туку за мама и тата? Па му велам, твоите родители имаат многу пари. Може да си купат се што ќе посакаат. Што е тоа што не може да купат? И тогаш детето на сиот глас ми рече истиот час. Да, весел Дедо Мразу, тие имаат навистина многу пари, меѓутоа не имаат доволно пари да си купат време да ми го посветат мене. Дури тогаш сватив јас дека најскапоцениот подарок што родителот ќе го даде на детето е времето. Времето посветено, тебе, мене, на сите вас, на сите нас. Да играме, да пееме, да се смееме и веселиме. И неслучено мене ме викаат веселиот, повеселиот, највеселиот Дедо Мразу. Одам кај среќни и весели дечиња. Кога дечињата се среќни и весели, нивните родители уште посреќни. А јас летам горе со браците на криле сати. Од среќа, срцето да ви пее, лицето да ви се смее, од душата љубов да ви дринка, тоа да биде вашата секојдневна властрика. Ви посакувам јас, веселиот Дедо Мразу. Ова не го велам често. Во срцето моје има место да секое дете честно и така. Чучулигата слета на керамидата и спеена песна и летна. Чучулигата летна, керамидата падна и се скрши, и тука бајката заврши. Родители, Браво, аплауз! На вашите дечиња време. Тие немаат време да ви посветат това време, меѓутоа ќе ви посветат со многу љубов. Ве поздравувам јас, веселиот Дедо Мразу! Браво!